Водиме со разговор со господинот Славе Младеновски, председател на Комората на медиатори. Господине Младеновски, многу граѓани во Македонија, како физички лица, но и преку разни организации, компании, се вклучени и во судски спорови, и во разни спорови. Јас сакам за тоа на почетокот да ве прашам, што всушност значи медиација и што тоа значи за граѓаните, какво олеснување може да биде? Медиацијата представува алтернативно решавање на спорови, форма на посредување меѓу две страни што се во спор надвор од судската постапка. Во Република Македонија медиацијата започна од предизвестно време и со донесувањето на измените на законот за медиација во 2013 година, каде што се предвиде медиаторите да имаат лиценца, всушност им се даде можност на физичките лица и правните субјекти својот спор да го решат доброволно во постапка на медиација без посредство на судот. Оваа постапка подразбира целосна доброволност на страните во постапката, неутралност на медиаторот, еднаквост во постапката спрема страните, а самата медиација може да биде применета во спорови како што се работни, стопански, деловни, во образование и така натаму. Добро, еве како тоа би изгледало практично. Кога странките кои се вклучени во спорот за вас може да постапат кон процес на медиација? Секој граѓанин или правен субјект што смета дека својот спор со другото лице или другиот субјект може да го реши во постапка на медиација, треба да направи избор на медиатор од постојната листа. Сега ние откако се формиравме како комора ќе имаме именик и тој е првичниот дел што мора да го направи првата страна. Таа се обраќа на медиаторот, медиаторот испраќа покана на страната која е во спор со страната иницијатор и ги дава основните информации што представува медиацијата. Под предпоставка ако двете страни се согласат околу изборот на медиаторот, значи они мора да имаат доброволна согласност дека го бираат тој медиатор и подпишуваат изјава за согласност дека се согласуваат медиаторот да ја води нивната постапка. Медиаторот е должен да им даде квалитетни и точни информации што представува медиацијата и која е неговата улога. Основно што треба да објасни во овој поглед е дека не застапува ни една страна, значи не може да биде правен консултант или било што во однос на едната страна, ниту пак е судија кој што треба да донесе некаква пресуда во име на лицата што се во спор. Медиаторот посредува меѓу двете страни на тој начин што ги води во разговорот страните во спорот да дојдат до заедничкиот интерес. Најчесто страните во спор кога одат во постапка, да речеме во судот, тие цврсто стојат на своите позиции и се повикуваат на законот и формулацијата гласи јас имам право. Судот по утврдувањето на доказите донесува пресуда и страната која е задоволна од пресудата ја прифаќа таа пресуда, меѓутоа страната што е незадоволна одводи нова постапка. Сите овие елементи се целосно различни во постапка на медиација, каде што страните за брзо време ја напуштаат својата позиција и увидуваат дека од нивен интерес е да дојдат до решение за кој што двете страни се задоволни. Тоа најмалку изгледа на компромис, напротив, туку проценуваат дека за нивно добро е да заштедат време, побрзо да ги добијат парите, да се извини втората страна или првата, да изградат деловна соработка или да ја продолжат деловната соработка. Значи, најмалку може да биде елементот кој што тие ќе ги продолжат своите односи во натамошниот тек. Добро, во кој дел од овој спор може да се пристапи кон медиација? Значи, може ли да дојде до медиација доколку веќе е почнати судски спор? Да, во принцип има три моменти што би сакал да ги објаснам на начин како што ми го поставивте прашањето. Првиот е доброволна медиација во која што независно од висината на спорот и предметот на спорот, под предпоставка ако е медијабилен, страната може да се јави кај медиатор. Доколку е медијабилен, тие во доброволно влегуваат во постапка медиација. Втора варијанта е кога спорот е до 1.000.000 денари, значи постои законска обврска, задолжителен обид, страната која сака да оди во судска постапка, претходно треба да се обрати на медиатор, за да страните го решат спорот на медиација.
Во овој поглед, страната која е поканета може да не се јави на поканата, потоа може да се јави на поканата и предметот, односно спорот, да не се реши со спогодба, и третата варијанта, страната да се јави во медијација и спорот да го решат со спогодба. Третата варијанта во однос на можностите што ги дава медијацијата е страните да отидат во постапка, да речеме тоа се физички лица, тој не важи за задолжителниот обид, судот да процени или самите да ги праша дека може да го решаваат спорот со спогодба. И тогаш тие ќе изберат медијатор, судот ја запре постапката до 60 дена. Според законот за медијација, овие две страни во спорот можат да дојдат со спогодба пред судот или да речат не успеале да постигнат спогодба. Тогаш си продолжува судската постапка. Значи, доколку е почнат судски процес, судска постапка, што се случува во тој момент со адвокатите, кои веќе се најмени странките? Или со правни застапници? Во поглед на оваа материја, тоа е регулирано со повеќе закони, како што е законот за медијација, потоа законот за процесна постапка, законот за облигациони односи, законот за трговски друштва. Страните во постапка на медијација едноставно кажано имаат право на полномошници. Полномошници може да бидат покрај адвокати и лица што тие ќе ги овластат во рамките на правните субјекти што ги имат. Во случајот кога постапката е прекината со одлука на судот, односно на барање на страните, а судот само констатира, страните што се во спор може да се ги задржат правните застапници, односно полномошници, и тие да дојдат во постапка на медијација. Значи тие да го водат процесот на медијација во нивно име, да речем. Може. Не е исклучена таа можност, може. Моето искуство е поделено во овој поглед. Значи има и позитивни примери каде што страните доаѓаат, значи овде говорам од лично искуство веќе како медијатор, страните доаѓаат во постапка на медијација, го чувствуваат или го препознаваат за брзо време својот интерес и се договараат. Што не е случај секогаш кога имате адвокати или кога имате само еден адвокат, страната само една има адвокат, а втората страна нема адвокат. Меѓутоа тоа тука не постојат правила, особено што тоа искуство моето и на колегите се уште е скромно и не може да се извлечат такви констатации дека кога имате однапред адвокати ќе добиете спогодба или кога имате адвокати не можете да дојдете до спогодба. Добро, постои една перцепција дека граѓаните не се доволно информирани за овој процес на медијација, дека тој постои, дека може да ги решат своите спорови, така и како што кажав на почетокот, не само граѓаните, туку и сите оние субјекти кои имаат спор. Кажете ми дали е тоа навистина така и зошто е тоа така? Таа перцепција што вие кажавте, јас ќе се обидам да ја зајакнем со податок во едно истражување каде што учествував во 2012 година. Тоа е проектот Матра што го финансираше холандската амбасада, во кое што истражување каде што беа тогашните медијатори прашани што мислат за мислењето на јавноста, над 2/3 од вкупниот број медијатори истакна дека јавноста не е запознаена. Ние стоиме на тој став врз основа на искуството што сега веќе го имаме и како медијатори, дека навистина е потребно подигање на јавното мислење за медијацијата како алтернативно решавање на спор, особено што стојам на ставот дека лицата, како физички лица, меѓутоа и компаниите што не се толку многу богати, че лица со помали примања, медијацијата е одлично решение да го решат спорот. Замислете колку изнесуваат судските трошоци во спор што има вредност од 20.000 денари, а лицето не може да ги плати судските трошоци, со медијација тоа е многу поевтино, и поефикасно и побрзо. Да, тука има и уште еден доста важен аспект. Дали со медијација се растовараат и судовите од товарот кој им е наметнат со сите тие спорови кои би можеле да се решат вака? Во повеќето стручни консултации и расправи во кои сум учествувал, каде што биле присутни суди, значи луѓе од правосудниот систем, сите без исклучок стојат на ставот дека медијацијата ќе придонесе, доколку се зголеми бројот на спорови што се решаваат медијација, со растоварување на судот, особено што стојат на ставот тука и како социолог, можам да го кажам, а веќе сега и како председател на комората, ние градиме однос во општеството да не луѓето влегуваат во конфликти, туку да градат позитивни односи. Бев на една меѓународна конференција пред известно време во Загреб, каде што и тамошните колеги кажаа дека што се однесува до Југоисточна Европа, пред се земите на поранешна Југославија, во основа сакаат и имаат представа да ги решаваат споровите во суд,
а нивната идеја или нивната намера и определба и фактите покажуваат дека вистинското решение е медиација. Ние сме концентрирани во таа насока да ја пренесеме таа вистина до луѓето, затоа што тргнуваме од претпоставка и барем еве искуството кажува дека сите што дошле во постапка на медиација излегле од канцеларијата насмејани и продолжиле да соработуваат. Да, можете ли за крај да ни кажете, станавте и председател на комората на медиатори, да ни кажете нешто повеќе за таа комора, за што служи и како тоа здружување придонесува во олеснување на целиот овој процес? Во изминатиот период колегите медиатори што имаа лиценца го има овој проблем да се регистрираме како комора според законот за медиација. Со промената на власта во Република Македонија, факт е, а јас лично и верувам и очекувам, новата реформска влада, тоа значи и Министерството за правда, дека ќе бидеме дел од стратегијата на реформите во правосудството, односно ќе бидеме вградени, што е од клучно значење од причини што сите меѓународни организации, сите домашни организации ќе го препознаат и ќе го видат тој инпут битен за медиацијата. Комората во овој период главно ќе се концентрира на јавна промоција на медиацијата, како што е и ова интервју, за што исклучително благодарам за поканата на телевизија 24. Потоа ќе работи на едукација на јавната администрација во поглед на препознавање на споровите и ќе се обрати до другите стопански комори, односно бизнис секторот, граѓанскиот сектор и новинарите, за да може оваа своја вистина во интерес пред се на граѓаните и компаниите да им ја представи колку што е можно. Ова можам повеќе лично да го кажам, а тоа го кажав и на изборното собрание. Ние како комора на медиатори во овој период се понудивме пред општеството и одредени работи да ги направиме про боно, очекувајќи дека компаниите ќе го препознаат тој интерес и ќе не побараат за да им ја презентираме алатката медиација во решавање на споровите. Јас сметам дека медиацијата може да биде рамо до рамо во поглед на судската постапка и би сакал за една година да констатираме дека сме задоволни со постигнатото, а не сме задоволни со она што сме мислеле да го постигнеме, заради тоа што сме имале многу поголеми амбиции. Најсреќен би бил кога за прво време Република Македонија би била лидер во регионот по број на медиации, а основната цел, барем после 10 години, да застанеме до редот на највисоко развиените западни земји, како што се Холандија и други, каде што медиацијата е филозофија и начин на живење на луѓето во деловниот свет. Господине Младеновски, ви благодарам за гостувањето во Дневникот. Благодарам за поканата.